прицава, бидејќи овде може и за времето да стане проблем. Да, за вас времето значи пари, за нас значи нешто друго, па да не се најдеме негде на пола пат, подобро и мојава да работи. Значи, зборуваме по втората точка од 54-та седница на комисија за не знам какви прашања веќе на вистина. И сега точка на дневен ред ни е Законот за измена и дополна на Законот за урбанистичко планирање по скратена постапка со злоупотреба на европско знаме. На самиот старт морам да ги повторам процедуралните забелешки кои што се однесуваат буквално на сите закони кои што нели го обрука и името на фирмата Бехтелиенка. И ако се повикам на членот 135 став 4 и 5 од деловникот, кои што велат кога предлог на закон содржи одредби со кои се врши усогласување со право на Европска унија, во воведот се наведуваат и податоци за изворниот акт на Европската унија. И да, имаме овде во воведот наведено некои два акта, во согласност со регулативата 1315/2013 на Европски парламент и на Советот на Европа и делегираната регулатива на Комисијата 2016/758, а ставот 5 од членот 135 на деловникот вели со предлог на закон се поднесува изјава за усогласено подпис на надлежниот министер, не стои заменик министер и јасно наведување на правниот акт на Европската унија со кој е извршено усогласувањето. Втор пат имаме, втор закон е отворен што се однесува на подпишаниот фамозен договор со Бехтелиенка, каде што ни е приложена буквално празна кореспондентна табела, со таа разлика што овде во споредба со првиот закон кој што помина Законот за работни односи, на крајот нема име и презиме на раководното лице и на функционерот кој што е подпишан, нема ниту датум, има само подпис. Па сега зборувајте ми за европско право, за европска регулатива и за тоа дека вие сте Европски фронт. Значи имаме еден подпис без име и презиме и без датум кога е овој документ, оваа кореспондентна табела подпишана. Ете, за таков Европски фронт говориме овде во ова собрание за овие вака итни, битни закони кои што ги прекрши апсолутно сите процедури, кои што истите беа поднесени пред месец дена од колеги пратеници, па повлечени, па сега се поднесени од координаторот за проектот Бехтелиенка, господинот Артан Груби, и ви кажав колку се исполнети условите за да велиме дека овој закон има врска со усогласување со европско законодавство. И еве јас ако не сум експерт, го кажа тоа и Европската унија со бројни забелешки, со бројни пораки, но очигледно е дека оваа власт никого повеќе не слуша. И членот 136 од деловникот морам да го прочитам, вели ако предлог на закон не е подготвен во согласност со одредбите на овој деловник, а овој предлог на закон како и останатите не е подготвен, тогаш председателот на собрание пред да го достави на пратениците ќе побара од предлагачот да го усогласи со одредбите на овој деловник. Ако предлагачот не го дополни предлогот на закон во рок од 15 дена од барањето на председателот, се смета дека предлогот на закон не е поднесен. За оваа владеачка коалиција не важи деловникот, а 15 дена се очигледно многу, бидејќи на вистина многу им се брза. И сега да се навратиме нели на овој стратешки проект од национален интерес. Јас се прашувам како може еден проект кој што е од национален интерес да буди толку мала заинтересираност. Па за ваков стратешки национален проект јас очекував овде цела влада постојано да биде присутна. Тоа деловникот го возможувал или не е битно. Национален стратешки интерес кој што ќе чини повеќе од 1,3 евра и овде да не буди никаков интерес, овде да ни доаѓаат замениците на министри, барем најмалку да беа тука министрите, а да не речам дека овде треба да бидат присутни и господинот Артан Груби и господинот Димитар Ковачевски, за да ни кажат за каков договор се работи, која е таа тајна во која што се крие национален и стратешки интерес. И да, кажав и минатиот пат, очигледно е дека зборот стратешки станува магија за ова владеачко мнозинство, па еве и со овој предлог на закон велат, бидејќи се работи за стратешки интерес, ние се ќе менуваме, па ќе го менуваме и начинот на градба, односно урбанистичкото планирање. И сега што велат тие? Велат
не е потребно ништо, се работи за стратешки интерес и велат урбанистички проект може да помине без јавна дебата, без јавна анкета, без вклученост на експерти. И еве, ако јас не сум експерт, а не може секој да биде експерт од оваа област, па барем експертот Бочварски да се подпишеше на овој предлог на закон. Не знаеме кој е подпишан или да беше тука да ни објаснеше. Тоа беше тој оној најгласниот кој што реагираше против изградбата на автопатот Кичево-Охрид, ако се сеќавате. Сега нема ништо кажано освен еве ако предпоставиме дека ова е негов подпис на овој закон. И како ве молам утврдивте вие без никаква проекција, без никаков проект изработен, како утврдивте дека истиот национален стратешки проект би чинел 1,3 милиарди евра? Како го утврдивте тоа? Како без проект? Па еве, јас сум стоматолог, бре луѓе. 10 години работев како стоматолог. Па точно на пациент само мост од 3 заба да требало да му направам, минимум месец дена ќе ми требаат за подготовка. Како можете да кажете Ковачевски да вели дека е започната изградбата, а од друга страна вели призна самиот дека нема основен проект? За него започната изградба е поставување на табли или печатење на маичките од Артан Груби? Па ве молам, немојте да ја подценувате интелигенцијата на овој народ кој што живее тука и со чии пари го правите ова злосторство. Замислете под превез на европско знаме. Па ова е огромен криминал. Не знам дали е случен некогаш и некаде. И овде нема интерес, нема присуство, се чека само да пројде времето, Европска комисија е таа каде што најбрзо можат да пројдат закони, а што ќе пројдете? Што од ова ќе биде реализирано? Замислете започната изградба. Како е започната изградба без проект, ве молам? Започната изградба за вас значи поставување на табли? Дајте малку да зборуваме за сериозни работи, ако ова е навистина стратешки и национален интерес. Или и овие наши говори кои што еве се трудиме барем заради македонската јавност, очигледно е дека нема слух кај владеачкото мнозинство. Може би ќе останат негде во базата на собранието, може би затоа некој се труди и таа база да исчезне, за да нема колективна меморија за ова што се случува во државава. И никој не е против градење, милион пати тоа ви го повторивме. Никој не е против градење, против сме крадење. Имате ли проекција, имате ли замисла дека може при изведба на автопатот да се случат изведбе, не знам, изградба на тунели, на надвозници, на клучки? Тоа ќе значи дополнително сума на пари. Тоа ќе значи дека овие се минимум 1,3 милиарда. Или еве ве прашувам како ги проектиравте овие 1,3 милиони евра? Како ги проектиравте? Врз основа на што? Без проект. Значи без проект. Наместо за ваква сериозна работа, од национален интерес, сите експерти, цела јавност да бидат склучени, да има едукативен третман, ние простете, ама имаме одокативен третман. Одоко. Одоко некој си рекол 1,3 пишете, па после да се зголемува, нема проблем. На европски ќе закажеме комисии, ќе поднесуваме анекси, анекс на анекс, а конкретно ништо. Значи ве молам, несериозно, крајно несериозно ви реагираше и комората на овластени архитекти и овластени инженери во држава. Еве конкретно ако зборуваме за овој закон. Па што вели таа? Ако се работи за стратешки интерес, не може да се менуваат процедурите. Вие кратите, а колку што го читав овој закон и колку што се разбирам од тоа што го читав, кратите, па читам за 3 дена, за 7 дена, за 10 дена. Јас ви кажувам, стоматолог една најмала интервенција протецка да ја врши, повеќе време ќе му треба отколку вие како што сте приложиле вака во законов. Пазете, зборуваме за автопат, не зборуваме за положување на бекатон плочки во некоја рурална средина. За автопат зборуваме. Ако е ова највисоката, не знам, во ниска градба, највисоката технологија, највисоката изградба, како може вака брзо, без експертиза, без јавна расправа во најмала рака, без присуство на министрите, без присуство на координаторот, без присуство на премиерот? Зашто зборуваме ни овде? Чекате времето да помине? Времето проаѓа. Но вас не ви проаѓа разумот дека треба да се освестите, дека поддржувате криминал или премолчувате. А кога нешто се премолчува, а се работи за криминал, соучесништвото мислам дека исто се казнува. Или е казниво, не мора да е исто. Ама казниво е сигурно.
И еве не сум јас таа која што треба ниту да се заканува, ниту да ве опоменува, се надевам дека сте свесни. Па макар и овој фамозен потпис за кој што никој не може да дешифрира чифе. Како е? Значи, апсолутно говори дека некој имал страфи да се потпише на оваа празна кореспондентна табела, некој имал храброст да не се потпише, некој очигледно имал страф, бидејќи овде работиме на документ без име и презиме, без датум. Па ова треба веднаш да се прекине, да се стопира, да се повлечете. Вие како пратеници на владеачкото мнозинство, вие треба да повикате ова да запре. Ова е крајно неевропски, ја не знам зашто говорите. Ја не знам зашто говорите. Европска комисија, Комисија за европски прашања, доле заседава мешовитиот парламентарен комитет со Европската унија. Зашто да им кажат? Зашто да им кажат? Нека дојдат, нека повелат тука горе да слушнат за што ние говориме. Може би не случајно сме денес во оваа сала. Зашто помал да биде просторот, да биде и помал интересот и преносот. Но не можете да не спречите снимките од нашите говори да ги објавиме. Може би базата некогаш и ќе исчезне или воопшто нема ова да биде ставено во база, но овој криминал што се случува. И пазете, 6-та година, на 1 јуни, 6-та година ви завршува власта. Како ова не се сетивте порано да го направите ако бил животен проект на Артан Груби? Како сега во последните 6 месеци вие и сте започнале со градба, поставени се само 2 табли и ќе брзате. Затоа ние овде брзаме, зашто ова морало да се брза. Како може без проект да се започне? Па за проект за автопат. Па не знам колку време треба на најголемиот експерт, ја не знам какви експерти имате. Или тие се невидливи како и договоров. Никој не ги гледа експертите. Кој ќе го изгради проектот толку брзо, а изградбата, замислете, веќе е започната, така кажа официјалните лица. Изградбата била започната. Механизација као сценски декор имаше пред 3 дена кога започна изградбата на автопатот Прилеп Битола, само што завршила таа циркузијада, механизацијата е повлечена. Па замислете кој трошок е само за таа механизација да се однесе, да се запали, како божем нешто работат, и веднаш после настанот да се повлече. Ма вие мајтап играте. Вие буквално мајтап играте. Ама не се работи, мене не ми е гајле да играте мајтап со ваши пари. Што сакате правете со ваши пари. Ова се пари на граѓаните на Република Македонија. И нема да бидат 1.300.000 евра. Ќе бидат многу, многу повеќе, затоа што вие абер немате што има во тој договор. 23 бевте подпишани на предлог законски решенија. Самиот заменик министер за труд и социјална политика призна дека не го видел договорот, а се потпишал на празна кореспондентна табела. Како ова воопшто си го дозволувате? Како ова воопшто си го дозволувате? И седите овде сега да завршат дискусиите наши, за да се гласа. Да не случајно ве надгласаме. Да, тука е секако брзата интервентна законодавно-правна комисија, ако нешто овде се поремети, тамо ќе се интервенира. Битно е вие да изгласате. Дали има проект за ова чудо? Кој ќе го прави тој проект, кој ќе го види, кој ќе го одобри. Се е тоа на брза лента пуштено, Па пазете, животен проект, ако некој планира да прави, ја многу пати имам кажано, па ќе го испланирал барем добро. Барем мајсторски ќе не излажал, па тие на стартот со фирмата за надзор има проблем. Конкурирала без да има лиценца. Не знам како не ви е срам. Како не ви е срам уште овде ве тераат да седите, барем да можевте да направите нешто со камериве, да бидете невидливи, да не се види вашето присуство овде на вашиот срам. Каков срам е ова за вас, за цела држава Македонија? И вие ќе ми говорите за Европски фронт. Ма каков Европски фронт? Дајте ми една држава каде што ова се прави. Најсиромашна држава сме во Европа, а ќе плаќаме најскапи автопатишта. По не знам, 2 пати, минимум 2 пати поскапи цени. Нема да работат македонски работници. Странци ќе дојдат тука без работни дозволи. Каде е ова дозволиво? Што премолчувате? Кажете еден аргумент. Кажете ми, Дафина, не сте во право, за џабе реагирате, дајте нека помине ова. Што да помине? Никој не знаете што проаѓа. Договор не е виден. Зашто повеќе да дискутираме? За автопат без проект? Ја не знам кај го има ова. Деца по техничко предмет во училишта, па сигурно ќе нацртаат прво на хартија, што треба да изведат, па од хартија ќе го изведат со проект. Деца во основно училиште, а не автопатите на Артан Груби и на ова владеачко мнозинство и на Европскиот фронт. Значи катастрофа од власт. Да бевте малку доблесни, мислам дека еден од вас
Или ќе станеше да замине, или немаше да присуствува на ваков блам. Очигледно има многу храбри тука, може би очекувате честитки, честитките ќе ви пристигнат од народот, колку и да ги одолговлекувате следните парламентарни избори. Тоа како народот ви е кивен, народот ви е бесен, затоа што го подценувате. Му ја подценивте интелигенцијата, му ја подценувате сиромаштијата, буквално играте мајтап со сите. За ова мора да има одговорност. Ви благодарам.